колешке благодарам на исцрпниот извештај. Јас би сакал само да напоменам и уште еднаш да прочитам, најверојатно имаме некое недоразбирање. Значи, барав дополнителни финансиски средства за асфалтирање на улици кои што до сега не се асфалтирани. И тоа се реалните потреби на моите сограѓани. Го почитувам сето ова што вие го напоменавте, меѓутоа фактичката состојба на терен зборува нешто друго. Неготино, како општина, во многу заостана за разлика или за пример од другите соседни општини, како што се Кавадарци, Росоман и Демиркапија. И тоа треба да го признаеме. Јас би сакал заеднички да работиме, јас не бегам од тоа и очекував да кажете дека ќе дадете поддршка на овој амандман, за жал вие тоа не го сторивте. За волја на вистината, сите тие работи што ги напоменавте, има и од претходната власт и од сегашната власт, меѓутоа јас зборувам за она што е насушна потреба, за да можат и моите и вашите сограѓани во сите населени места, освен две не се спомнати, тоа се Дуброво, тоа е населено место Дуброво и Црвени брегови, кај што нема се уште канализациона мрежа и затоа намерно не се спомнати во овој дел, да можеме заеднички да направиме. Меѓутоа, повеќе пати ја спомнавте додавката ке, и намерно ви го спомнав потребата од урбанистички план или проект, сообраќаен план или проект, за да може да бидеме подготвени. За жал, моите сограѓани после 3 години од локална самоуправа, овде не е присутен градоначалникот, нема да се спуштам на тоа ниво да спомнувам, се уште не можат да осетат ништо од така наречениот инвестицијски бум во делот на изградба на локални патишта. Ви благодарам.